Frontline.mk. На прва линија. Екипата на Frontline дојде во Скопската зоолошка градина, која моментално е затворена поради епидемијата на COVID-19 и направи мала прошетка со нивниот портпарол Тина Мицковска. Се радувам што после многу години успеавме како да направиме напори да се реновира ова живеалиште на мечките, кое што сметам дека не го заслужуваат многу подобро живеалиште. Моментално имаме 4 мечки, Мартина, Марко, Бими Бум се братчињата кои што најчесто се качуваат по дрвата, може да ги видат посетителите. А за Марко и Мартина планирам да отпатуваат во резерват каде што ќе се живеат на 150.000 метри квадратни и ќе можат да уживаат во поголема слобода и природа. И се надевам дека во краток рок ќе успееме за Бими Бум да го направиме ова еден голем зелен простор каде што ќе можат исто така да имаат соодветни услови за живот. До сега не можевме да го направиме за жал тоа, бидејќи нема како да се реновира, бидејќи овде имаме 4 мечки во моментов, но ете сега ги правиме сте напори и сум сигурна дека ќе добијат сите 4 мечиња ептен соодветни услови. А моментално се наоѓаме кај лемурите, едни од најомилените животни на нашите посетители овде во Скопската зоолошка градина или во живеалиштето кое што ние си го нарекуваме Мал Мадагаскар. Одека навистина тие уживаат, мислам дека и периодов се едни од животните кои што најмногу го искористија за уживање и за одмарање кога немаме посета. Интересно за нив е што мислам дека тие се и основоположници на јогата и на медитацијата. Да, сето тоа медитирање и седење буквално во таа поза е измислено од лемурите. Обично наутро кога има сонце, така седнуваат, тоа им е за утринското будење или пред заѓањето на сонцето исто така се сончат. Кинг Џулијан го спомнавме претходно јас и ти. Кинг Џулијан не е главен кај нив е Квин Џулија или кралица Џулија на нашки. Бидејќи владае матриархат, кај лемурите жената е главна, таа е онаа која што ги командува останатите лемури кога живеат во групи, обично тие живеат во групи од 23 до 26 лемури. Ние во моментов имаме малку повеќе, бидејќи ни се родија многу бебиња периодов. Периодов имаме, мислам дека околу 5-6 бебиња кои што се родија од крајот на март до сега. Можевте да видите и во инсерти дека малите лемурчиња веќе се качени на грбот на своите мајки, инаку додека се уште мали бебиња во првите 2-3 недели, тие се држат од долната страна на мајката. Кај нив и не ги чува само мајката, да речем има бебе, па се јас си го чувам, не го давам на никој, туку сите заедно го чуваат, може да го видите бебето како се качува од грб на грб и секој лемур се грижи за него. Дуња и Дела е многу интересна приказната за нив, затоа што овие слонови буквално имале еден тежок живот, живееле во циркус целиот свој живот и уште од мали бебиња се украдени од дивина, што апсолутно не го поддржувам, апсолутно не ги поддржувам и циркузите, каде што тие биле дел од еден циркус кој што патувал во Германија, во Шведска, во Норвешка, значи во ладни краишта живееле овие слонови, во буквално едно вагонче мало, каде што биле врзани со окови. И мислам дека тоа навистина не било воопшто убаво за нив. За среќа Европската унија пред некое време, известно време, почне да ги блокира и да ги банира односно тие циркуси, да не смеат да користат веќе животни. Тоа беше насрекна околност за многу животни кои што спасот го најдоа во резервати, во посовремени зоолошки каде што имаат подобри стандарди и услови. Така и приказната со Дуња и Дела, тие беа прво однесени во Парадајза, тоа е едно од најубавите, да не речам и најубавата зоолошка во светот, во Белгија се наоѓа. Но таму, за жал, иако бидејќи имаат многу слонови, околу 20 слонови, Дуња и Дела не можеле да прифатат да бидат воопшто во контакт со други слонови, бидејќи целиот свој живот го поминале со луѓе во циркусот. Се сакаат само тие две, не сакаат воопшто друг слон со нив. Потоа, нашите пријатели од Парадајза ни ги донеса овде во Скопје. Тие доаѓа, мислам дека можеби година до две да прават и надзор како се прави овде нивното живеалиште, дали ги има сите услови кои што ги бара една таква зоолошка, како што е нивната, кој што кажав и најдобрата зоолошка во светот, но штом тие ни кажат дека ги имаме сите услови, дека ова живеалиште е супер за Дуња и Дела, тогаш ни падна камен од срце. Дојдоа во 2018 година овдека во Скопје во септември. На отварањето на нивното живеалиште мислам дека овде имаше дури 10.000 луѓе, а Дуња и Дела воопшто тоа како и до него приметија дека има гужва. Замислете, значи животни се, сепак секој животно би се исплашило, но Дуња и Дела се навикнати на луѓе и мислам дека и нив најмногу периодов кога додека е пандемијата најмногу им недостасува овде да има посетители, затоа што се навикнати постојано да гледаат некој. Еве сега додека се работи живеалиштето за фламинга, тие постојано гледаат кој ќе помине некој мајстор тука, значи едва чека да видат човек. Затоа и за нив имаме четворица зоонигователи кои што
ги чуваат, специјално само се грижат за нив две и тие им го посветуваат целото свое време, постануваат дури и после работното време кога си одат и другите колеги, за дуње дела да имаат што повеќе занимација и анимација во овој период. Тие постојано сакаат да јадат во текот на целиот ден, дуње е постарата, Дела е помалата, што ме помала значи поенергична, таа е она која што ги прави овдека сите збрки, па често се викаме леле замислете што ќе биде ако Дела еден ден избега, но за среќа добро обезбедено живеелиштето, а и мислам дека имаат постојано реквизити, имаат постојано храна, имаат занимација, така да нема потреба да стравуваме од такво нешто. Да, ве донесов тука на тераса која што има многу убав поглед, од тука се гледа и половина Золешка. Но не знаете дека се наоѓаме токму врз фламингата во моментов. Доле се под нас, да, во карантин. Во просторија која што сега е оптимизирана за нивните потреби. Таму си имаат базенче, таму ги храниме и е во карантин тоа. Значи се пишува на самата врата карантин. Таму влегуваат само оние кои што се грижат за нив, тоа се моите колеги Воја и Маја во моментов. Фламингата се некој карепски фламинга, тоа е еден вид на американско фламинго, е најголемо фламинго и најрозево. Значи, она баш што ги гледаме, оние најрозе што ги има и по филмови, по нив што се прават привезоци и разни апликации за на мајчки. Тоа се тие фламинга, меѓутоа нашите се многу малечки, има помалку од 1 година, се уште се бебиња и се уште го немаат добиено тој пигмент на јака розова боја, туку имаат се уште некоја бела боја, па со неколку розови пердувчиња. Меѓутоа им земаме специјализирана храна, специјална храна за нив, тоа се ракчиња, кои што се баш исхрана за фламинга, ги носиме од Германија и со тие ракчиња тие ќе добијат со текот на времето таа јака розова боја. Имаме 15 фламинга и сите се малечки. Овде позади нас ќе бидат и пингвините, за нив моментално се подготвува и базенот каде што ќе си пливаат. Овде имаат гнезда, значи во секоја од овие карпис има гнезденца каде што ќе си живеат и ќе си спијат пингвините, бидејќи тоа е многу потребно за нив. Потоа би очекувале африкански пингвини, односно African Blackfoot. Меѓутоа се уште не знаеме дали ќе го добиеме тој вид. Тие пингвини пристигнуваат од Лондон. За жал поради пандемијата требаше порано да пристигнат, но поради пандемијата се одложи, па ќе чекаме да се отворат границите и да ги добиеме овдека во Скопје. Меѓутоа доколку бидат African Blackfoot, тогаш ова ќе биде идеално за нив, бидејќи оваа клима најмногу ќе им прија македонската клима. Внатре си имаат живеалиште кои што ќе биде со грејење, така да ќе си ги имаат сите услови. За фламингата овде живеалиштето ќе биде едно од најубавите во југоисточна Европа. Многу кој што може да видите, малку не е заградено од сите страни, ќе има пристап само од една страна да се види. Тоа се тие таму едни прозори каде што ќе може да ги гледат посетителите. Се прашувате зошто е тоа така? Па тоа е така поради тоа што малку имаме ние несовесни посетители. За жал, пробувавме со години да ги едуцираме, да ги сопреме во она што го прават како фрлање на храна и камчиња. Имало тука доста неубави случаи во минатото, не сакам ни воопшто да се навраќам, затоа и направивме буквално вакво живеалиште каде што ќе може да се гледаат само од една страна и да бидат максимално обезбедени. Сега се наоѓаме кај гибоните на гости, односно кај нивното живеалиште, водено живеалиште. Тие се плашат од вода и токму затоа нивните живеалишта се прават над водени бариери, но затоа имаат многу сила во своите раци, затоа не стравуваме дека некогаш можеби ќе паднат. Тие одат по јажење, доколку сте биле можеби некогаш на Баскерпес во Скопје, сте ги виделе оние акробати кои што одат на јаже. Така и нашите гибони, тоа се Џорџи Бетка и нивното мало бебе кој што веќе не е толку бебе, има година и пол, меѓутоа е премногу приврзано за мајката и се уште постојано е во незините прегратки, од време на време знае самото да се пушти, но мислам дека со текот на времето ќе научи тоа како своите родители да оди по јажа. Тука во нивото живеалиште живеат и лебеди, патки, шатки кои што деновени глумат посетители во зоолошката, ги пуштаме слободно да шетаат низ целата зоолошка и се најчесто гости кај морските лавови канигите кога тие имаат медицински тренинг со своите зоонегователи кога се хранат, тогаш патките се наредени сите заедно и ги гледаат како тоа се одвива. За крај се надевам дека наскоро ќе отвориме, ќе може сите да дојдете во Скопската зоолошка градина, иако можеби ќе биде редуцирано влегувањето, но сепак се надевам дека што поскоро ќе помине сето ова. Чувајте се, придржувајте се кон мерките за што поскоро да може да дојдете ги видите овдека и нашите нови фламинга и пингвините, а наскоро и новиот динопарк.
Тука завршува посетата на тимот на Фронтлайн на Скопската зоолошка. Се што ни останува е да се надеваме на побрзо завршување на оваа пандемија на COVID-19, со цел зоолошката побрзо да ги отвори своите врати, за да можат граѓаните да уживаат во многуте новитети кои зоолошката веќе ги има спремено. Frontline.mk. На прва линија.